Bonjour, monsieur ambassadeur. Je vous remercie pour l'entretien. Добър ден, господин Поповски. Кој е вашиот став во однос на носењето на законот за јавното обвинителство? Alors, il est souhaitable, il est Почелно е, а и важно е une loi sur le parquet. да биде донесен закон за јавно обвинителство, Elle correspond à une demande затоа што de l'Union тоа е européenne барање уште одамна et des États од Европската membres, унија и од државите членки, puisqu'il convient de затоа што consolider со тоа les enquêtes qui ont со été тоа ќе треба ouvertes, menées, да се зајакнат, но и затворат сите dans le cadre судски постапки кои што de беа отворени во рамки procureur spécial. Donc, nous avons и кои што besoin беа отпочнати од специјалното јавно обвинителство. Потребно е да се зајакне par ailleurs правната рамка, de rappeler но исто така и да подсетиме на одредени принципи de la во однос на очекувањата internationale на меѓународната заедница vis-à-vis de ce pays et en particulier во поглед на оваа земја, а особено c'est-à-dire во поглед и на il s'agit Европската de унија, restaurer le затоа sens de што la станува збор за responsabilité. повторно Il s'agit de внесување на recréer чувството за одговорност, но исто le така cadre d'une justice за основање на délivrée de la fameuse судство capture par les partis кое што ќе биде ослободено од заробеноста на партиите и да се воспостави рамка à la lutte contre la за борба corruption против et contre, корупцијата, les dérives но qui peuvent и сите појави pu exister et qui кои што pourront се encore појавиле exister или кои што sur се уште le mélange постојат во однос на d'affaires financières, мешањето на финансиските работи со политичките работи кои што го минираат економскиот развој, но исто така ја минираат и довербата на граѓаните во однос на судскиот систем. Надворот d'adoption прашањата поврзани со усвојувањето, но и со комплицираните преговори за усвојување на законот, мислам дека не треба да го изгубиме од поглед тој хоризонт, односно таа цел, бидејќи тоа е цел за вашиот влез еден ден во Европската унија, de cette crédibilité de la кој justice, што зависи многу и од кредибилноста на судството, но и од силната борба против корупцијата. Кој е вашиот став во однос на Преспанскиот договор? Како што почнува изборната трка, така името и Преспанскиот договор повторно се во изборните кампањи. Кој е вашиот став? La position des autorités françaises n'a pas Ставот на varié. францускиот C'est celle qui a те été власти не е exprimée променета, par le тоа е président истиот Macron, став кој што беше lors de son кажан од председателот intervention, Макрон au moment du référendum. Le message кога de la нели тој France упати est порака clair, во текот на l'accord de референдумот, Prespa пораката est на bon pour ce Франција е pays. јасна, L'accord Преспанскиот de договор е Prespa добар est за bon земјата, pour la Преспанскиот région, договор е et добар за l'accord de регионот Prespa est и bon pour Преспанскиот l'Europe. договор е добар и за Европа. Што мислите за последната посета на Француската република на министрите Димитров и Османи на Франција? Elle a été extrêmement cordiale et dans une atmosphère Посетата беше мощна и срдечна, d'échange. во атмосфера каде што се разменија информации. Посетата беше конструктивна, особено со во центарот на разговорите новата методологија која што ја предложи комисијата, која во голем дел ги содржи предлозите на француската влада. И ке кажам дека сме во конструктивен диалог и сега очекуваме како ќе реагираат другите држави членки во однос на предлогот на Европската комисија, но ни се чини дека сето тоа оди во добра насока и ќе ни овозможи да направиме дополнителни позитивни чекори за земјите од Западен Балкан и посетата ја одбележа на вистина пријателска атмосфера, особено со разговорите кои што се случуваа во Собранието и во Министерството за надворешни работи на Франција и средбата со државната секретарка за европски прашања беше многу корисна за двете страни.
Во однос на новата методологија на Европската Унија, покрај реверзибилниот процес, заменети се поглавјата со кластери. Претходно имаше 35 поглавја, сега се 6 кластери. Дали мислите дека овие промени ќе ги забрзаат реформите во државата? Alors, la volonté qui a présidé à notre proposition, c'était de rendre Желбата на нашите предлози беше процесот да стане полесен и поефикасен. И затоа нашата желба е процесот на спроведување на реформи, кој што ќе овозможи конкретизација на европската судбина на земјите од Западен Балкан, да не однесе до политичка волја која што полесно ќе може да се оствари. Тоа е важно, затоа што реверзибилноста на процесот дава повеќе простор за јавното мислење, за навистина тие самите да судат за перформансите на нивните влади, да имаат одредено тажиште, особено за суштински прашања, како што е владењето на правото, и да забележиме дали законите такви какви што се донесени и изгласани, реално се спроведуваат. Затоа што најдобрите закони, ако останат само на хартија, или ако се заобиколуваат од првичната цел, само ќе се сведат на текст на хартија. И важно е јавното мислење и сите организации од граѓанското општество, а пред се и граѓаните да можат самите да расудуваат за перформансите на нивната влада. И навистина, ако беше потешко за преку 35 поглавја, можне технички, се обидуваме да го поедноставиме системот, а од наша страна посакуваме видливите бенефиции да бидат посилни и прифатени од страна на јавното мислење. И затоа ќе треба Европската Унија од своја страна да може, освен учеството, нели, во различни институции, ќе треба да донесе и финансиски конкретни бенефиции, за да може јавното мислење да свати дека секој направен дополнителен чекор напред е чекор кон прогресивно членство во Унијата. И тоа е целата смисла која што ние сакаме да ја дадеме преку овој процес. Етапите кои што беа дефинирани ни се чинат многу по-јасни и многу поблиски до она што граѓаните можат да го посакаат. И затоа нашата надеж е дека граѓанското општество сега е во преден план и ќе може да го забрзат процесот, затоа што крајната цел не е сепак во наши раце, туку во засегнатите земји за да се спроведе тој реформски процес. Пред малку ги спомнавте бенефитите кои што ги носи новата методологија и следното прашање ме насочено токму кон тоа. Според вас, со новите промени во методологијата на државите кои ќе отпочнат преговори со ЕУ, им се овозможува и пристап кон структурните фондови. Како може да и се помогне на државата во градењето на капацитети во однос на администрацијата? D'abord, précisons que la méthodologie n'est pas encore. Само ќе прецизираме дека методологијата се уште не е усвоена, тоа е само предлог од комисијата врз база на француските предлози, но имаше и други предлози од други држави и ќе кажам дека станува збор на синтеза од сите тие предлози, потоа ќе треба да видиме како таа синтеза ќе биде усвоена, затоа што на крајот на краиштата за тоа одлучуваат сите држави членки. Финансиските прашања, кои што се сложени, особено во актуелниот контекст по Брекзитот, бидејќи станува збор за недостаток на средства во европскиот буџет, ќе треба да бидат разгледани и утврдени, но сепак поидовната француска идеја е да сите дополнителни чекори кои што ќе се направат, ќе треба да бидат компензирани со дополнителни поттикнувања, затоа што треба граѓаните конкретно на терен да ги забележат придобивките од напредокот кој што бил постигнат
во спроведувањето на реформите. Според некои анкети, францускиот председател Емануел Макрон не е толку популарен на нив. Како го толкувате ова? Дали е последица на недобиениот датум за преговори со Европската Унија? Не ми се познати деталите од анкетата, но ќе кажам дека по 18 октомври, односно по Европскиот совет се соочивме нели со малку одредени непријатни моменти затоа што на председателот Макрон му припиша блокада. А ќе кажам дека тоа беше повеќе желба за појаснување од негова страна, појаснување во однос на она што треба да представува новата методологија за проширување, и Франција реагираше многу брзо, предложувајќи за многу кратко време, би кажал дури рекордно време, нова рамка, и таа рамка беше оценета како соодветна во голем дел од страна на самата комисија, и предлозите кои што беа направени од страна на други земји членки соодветствуваат во голема мера со нашите собствени предлози. И сметам дека уште еднаш малите или големите кризи, како и досега, прават Европската Унија да напредува, и досега председателот Макрон не стравуваше да се соочи со одредена криза која што би можела да предизвика одредени последици, како овде во поглед на разочарувањето кое што не треба да го прикриваме. Но мислам дека сега возот повторно се наоѓа на шините. Искрено се надеваме дека тоа ќе биде воз кој што ќе постигне поголема брзина отколку претходниот воз, затоа што треба да признаеме дека доколку го преокренавме тоа прашање за методологијата, тоа значи дека преговорите со одредени земји долго се одолговлекуваа, и искрено се надеваме и посакуваме дебатата која што се отвори во месец октомври брзо да биде затворена со ефикасна методологија, и методологија која што ќе овозможи да се најде добриот пат. И за таа анкета ќе кажам дека во 50 земји нашиот председател е веднаш по папата и по канцеларката Меркел, и во тој список искрено се надевам дека Македонија ќе си најде мотиви, доколку нели повторно се направи оваа анкета, да се приближи до тоа мнозинство на размислување. Амбасадоре Тимониев, ви благодарам на искрените и на концизни одговори.